Ти прекини да правиш селфи во редакција Јок Гитла никако, значи сечи и замисли се. Абе, салфетка, Xiaomi, а едно селфи сурат. А тебе колку време ти треба да си го замислиш, бе? И сакате да ми кажете дека Ланче отиде да протестира пред влада, против влада? А шефот Башка отиде цензура. Сега, Јок дебата Мартин, Јок некнешни, епизода Башка Бучкуруш. 64% сакава. Океј, супер, чем си ти задоволен. Супер, сега. И кај тргна, бе? Студио. Турски аде. Ме подсети дека има седница во собрание. Жога гаси камера и иди таму, барем да имаме некакви снимки, плиз, и стварно немам сили сега да стигнам најискрено. Немам сили. Рева си, салфетка. Со сила Јок Турбашка убавина. Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости. Јас сум Александар и Елена, вашите водители кои одовде секоја недела ве носат чекор за ците. Лека ноќ и од мене, лека ноќ и до оние кои во моментов не гледаат во живо на Facebook. Од нас секогаш дознавате последни. А сега следува временската прогноза со нашиот ведермен. Александар си има ред овде. Ајде да не го прекршуваме, те молам. Ведермен е секогаш на крајот. Останете со нас. Еве што ќе гледате. Откриваме што точно се случи во собранието неделава. Се надавам на добра журка и у име на тоа ни донесов USB со 35.000 песни. Неверојатно, издадена нова поетска збирка. Свекрвата да ти живее 100 години. Дознаваме зошто нема лекови после 15 во месецот. Тоа ти е као со чашата, знаеш, дали си песимисти или си оптимисти. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо-ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Среќна вест! Македонија доби нов празник. Поточно, уште еден од групата празници на демократијата. Покрај 24 декември, 27 април, сега и 14 март ќе почне да се трни ако Извини. да се чествува како празник на демократијата, а за тоа со консензус се погрижија сите политички партии во Македонија. Среќни новости и од областа на спортот. Имено, конечно, почнува да заживува спортската арена, изградена далечната 1991 година во центарот на македонската метропола. Навидум во распад, со минимални спортски капацитети за добра и фер игра, конечно последниве 5 години спортската арена во нашата метропола заличува на нешто.
Серијата квалитетни спортски настани, турнири во джудо, бокс, џиу-џицу, скок во вис, како и водени спортови, ја вивнаа салата во врвот на светската спортска јавност. Дали оваа добра серија настани ќе продолжи или арената ќе добие некоја нова намена, не знае ни познатиот Нострадамус. Пред владата се одржуваат големи антивладини протести од сите оние кои се незадоволни од незината работа. Како главни слабости на оваа влада, демонстрантите ги наведуваат недостатокот на реформи, лошата состојба во медиумите и слично. Пред влада е нашиот репортер Ланчо. Ланчо, така ли е? Да, така е. Студио се собра група на незадоволни граѓани кои што се тука за да го искажат својот револт. Вработените од Министерството се овде, во секој момент треба да пристигнат и вработените од владата. Зошто сте овде? Значи, господи, зошто сме? Запрашате се вие како граѓанин, дали сте задоволни од нашата работа? Па не. Не, а сепак не сте на протест, така? А ние сме тука да протестираме и за вас. Значи, нас да не може, искрено ќе требаше да не измислите. Добро, но кажете ми, значи, зошто протестирате против самите вас? Само тој момент не можам да го разберам, пошто е чуден малку. Да, затоа што протестот е демократско право на секој граѓанин во оваа земја и значи може да се протестира и против сам себе и против другите, значи не е битно. Протестиравме дека ВМРО не ги бива, сега ќе протестираме и дека нашите СДСМ исто така не ги бива, мислам многу логично. Така е, добро, ви благодарам. Во секој момент, еве го пиарот на владата кој што едно прашање, здраво. Зошто овој протест? Како зашто? Многу ветено, малку дела, што ти кажам. Така. Нели нема тиранска платформа, нели 500 евра плата, кај се 500 евра плата? Јазицот, извини, законов за јазици, прц го изгласа, разбираш? Баш прц. Мислам, нели немам овие со судиеве ништо. Разочаран. Да. И мислам дека секој граѓанин треба да го подржи овој протест, да дојдат и да не подржат против нас. Долу влада, долу јас. Долу влада, долу јас. Така е, долу влада, долу јас. Студио, дали имаме некое прашање? Да, Ланчо, дали демонстрантите планираат да сменат нешто? Така. Да го довршиме нашиот разговор. Зошто не промените нешто наместо да протестирате против самите себе? Значи, видете, господине, ние со овој, значи со самиот протест ние си вршиме еден притисок да направиме промена. И мислам, стварно би сакал да продолжи нашиот разговор, но во секој момент ќе излезат останатите пратеници да протестираат законот за јазици. Во ред, така е, драги гледачи, во секој момент треба да излезе и премиерот Зоран Заев кој што ќе има говор на овој протест и кој што ќе побара оставка од самиот себе си. Лудило во оваа држава. Студио? Ти благодариме, Ланчо. Очигледно се очекува на владината седница во понеделник премиерот Зоран Заев да го разгледа барањето на премиерот Зоран Заев за оставка од функцијата. А ние продолжуваме со вчерашни. До мене е еден голем и светски човек, познат Франц Кафко. Здраво, јас сум вашиот резидент диџеј Талат и ова ќе биде добра журка. Недела полна со реформи. Покрај јазиците, неделава беше изменет и популарниот закон за пушење, со што и официјално не остана ништо добро после владењето на ВМРО ДПМНЕ, а се уште чекаме нешто добро од владењето на СДСМ. Со новиот закон се регулира пушењето во угостителските објекти, додека пушењето во институциите и партии се уште останува нерегулирано. Законот дозволува пушење само на тераси, бавчи и платформи, односно надвор од угостителските објекти и кога тие се затворени поради временските услови. А со оглед на тоа дека во Македонија нема абер да изгрее добро познатото сонце на слободата, ќе може да се пуши секаде. Ако може да пепелјара овде, фала. Нова странска инвестиција се отвори на Скопска Црна Гора. За сега нема податоци колкава е вредноста на ова инвестиција, но според првичните фотографии изгледа дека е едноставно безценета. Неверојатно, кучето ви ја изгриза левата патика. Не грижете се.
Иновативниот ланец на самопослуги за исклучиво леви патики на отворено за прв пат влегува на македонскиот пазар, со што Македонија и официјално стана Индија и Бангладеш на Балканот. Продавницата работи по принципот на самопослужување. Повелете, не срамете се, работиме 24 часа во неделата. А сега малку вести од културата. Во тек е промоција на една нова книга. Колечката Поп Мајбах ја вклучуваме отаму. Или Салфета, дали се слушаме? Така е, студио, се наоѓаме на промоцијата на тебе книгата на господинот Тенко Орловски. Со оглед на тоа дека е почната промоцијата, предлагам да го слушнеме, па после ќе си поразговараме со авторот. Мамето твое, да ти се сотре се најмило до седмо колено. Швалери на женати да ти шетаат низ дома, ти нас кој што ни шеташ. Да дајт Господ да си домазет, да дајт Господ да си дома пес и свекрвата да ти живее 100 години. За погреб парите да си трошиш, да ти расплинам краварката. И за крај, кај ќе ти ој душата крв и катран да дефецираш на свет ден. Зверу еден, безчувствителен. Најпрво да ви честитам за вашето дело, инаку јас сум од вчерашни новости од рубриката која што се занимава со култура. Ова визитка, да си ја имате. Од каде инспирацијата? Видете, вдахновението без друго е од нашето секојдневие. Ова е крик на немокниот алиенарен човек. И да бидеме појасни сега, со што се занимава книгата? Одејќи по стапките на Марко Цепенков, нели, кој без друго успел да направи една огромна збирка, јас успеав, нели, по ист пат да соберам 1000 нови клетви. А од каде идејата да стигнете, односно да направите едно вакво импозантно дело? Одлично прашање, значи јас сум извршител. Добро, сега ќе ми ја вратите визитката, зашто сигурна сум дека е сгрешена адресата. Ви благодарам. Здраво, јас сум вашиот резидент DJ Талат и ова ќе биде добра журка. Проширете ги хоризонтите. Искористете ја секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV кама на Peugeot. Далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, па душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Сега е време да ги видиме сервисните информации за оваа недела, со што ќе ви го лесниме вашиот живот и секојдневие. Од водовод нема ново соопштение, затоа што имале пукната цевка, па цела недела со мајстори, па мајсторите побарале кафе, па побарале и една ракија, а со ракијата и мезе,
Оттаму напоменуваат дека граѓаните можат да направат мал опит, односно експеримент. Ако ја сврдат чешмата и има вода, тоа значи дека има вода. А ако не потече вода, логично е дека има некој проблем и се на терен. Состојба на патиштата. Од Македонија пат јавуваат дека се уште сите патишта водат до Рим и да престане да им се јавува тој што на секој час се јавува и ги прашува. Дали водат сите патишта кон Рим? Неделава во некои скопски судници беа читани класици од светски познати автори. По читањето се појави добро познатиот читачки феномен препознавање. Феномен кој се однесува на тоа дека влюбеници во литературата се препознаваат во некои од делата. Треба да бидам на рочишта за 3 или 4 различни процеси. Секој ден се соочуваме со нови неправди и се повеќе се чувствувам како во едно од врвните дела посветени на абсурдот, процесот Кавка. А благодарение на феноменот препознавање, како и на неодамнешната поплава во архивот, на површина исплива и една архивска снимка од радиотелевизија Скопје. Добра вечер, гледачи пред мали екрани. Вие гледате јучешни новости. До мене е еден голем и светски човек, познат Франц Кавку. Добра вечер. Auf Wiedersehen на поканата. Да. Господине Франц, ваши романи се изворедни, ако смеам да приметам. Кажете ми, како напишате процес? Так, видите, значи, процес јас го напишав зел шнел, значи брзо, многу брзо. Отприлика во 1 година. Процес е пред се една автобиографичен роман и се однесува една метафора за едно идеално општество. Тоа значи да се однесува на како служење како еден прувачник. Не, чекайте малце, зарем не мислите да корумпирана апаратна држава е нешто што треба да се говори? Зарем маката на единката како Јозеф К? Најн Јозеф К, Никола Г. Видите, ако од Монтак до Фајтак не сте на суд, тогаш државата кај не гуд. Леле мајко. Имено судот ја споведува правдата. Нормално, селективно, на Турих. Чекайте малцец. Вие направивте систем кој што сега ви се удира од главу. Идиот! Видите, ја има ајне arbeiten. Имаш процес, јасно, да. Можеш да идеш слободен. Nein процес, антибиотикен, ich habe Antibiotiken trinken. Schuldigung. Muldigung. Ете така, драги гледачи, ова беше Франц Кавка, а вие гледате јучешни новости. Јас сум Ланче, дедо на Ланчо. Студио. Граѓаните се уште пријавуваат дека после секој 15 во месецот во аптеките не можат да најдат лекови на рецепта. Ова веројатно е хроничен проблем на македонското здравство, па за жал многумина мора да живеат половина месец без потребните лекови. Но дали ова навистина така, провери колешката Јелисавета Крстич Попмајбах. Добро вечер, се наоѓаме во аптеката на дипломираниот фармацевт Ѓорги Дамјановски. Господине, дали е вистина дека после 15 секој месец снемува лекови? А кој датум сме днес? Денес сме 18. Епа, има или нема? Нема де. После 15 нема. Меѓутоа тоа не е песимистички, затоа па гледате од пред до 15 па има Тоа ти е као со чашата, знаеш, дали си песимисти или си оптимисти. Некогаш получашата полупразна и полуполна, како ќе ја гледаш. Значи, нема. А како луѓето преживуваат? Како преживуваат? Природна селекција би рекол ја. Преживуваат. Некој преживуваат. И имунитет. Ако имаш имунитет, ако јадеш здрава храна, наводно да се качуваш цигари, помалку чист воздух, по организмот сам. Добро, да ве потсетам дека СДСМ пред да дојдат на власт ветија дека ќе има лекови во текот на целиот месец кои што ќе се издаваат на рецепти, па предлагам да погледнеме. Новата реформска влада веднаш по формирањето ќе се зафати со решавањето на овој проблем
За да се надмине состојбата со недостатокот на лекови на рецепт по 15 во месецот и да има зголемена достапност на лекови. И што е, епа не сум ја од СДС. Ја бе, јас сум. Прво си има тука мислам. Јас сум од СДС, ја ќе кажам, што ви полека моце. А де сте оствариле тука? Па полека ме довече, што не сме оствариле. Полека ќе биде. Ти 4 месеци немаме министер, бе, 4 месеци без министер. Факат. И ти се, ќе биде, сме ветиле, да, кога ќе биде. А кога ќе биде не е важно. Не е битно, да. Многу е важно луѓето да имаат имунитет. Затоа викам ја, превентивно многу по фака после тоа со лек на последица Али многу е важно да се делува превентивно, имунитет малку да се јача, да се така. И што да прават сега луѓето после 15-ти? Што да прават? Мислам, јас сум аптекар, сум фармацевт, не знам што да прават. Ја на пример играм баскет. Ја на пример играм джудо. Джудо, играм таблик, не кидат на скијање, не кидат на бања, не кидат, тоа е многу добро, за имунитет е добро да се биде и така. И ти кај идеш ти? Планинарам. Одлично. Тоа, сакате нешто од куќата да се напиеде? Епа. Студио. Зошто постои Македонското собрание? Ацо, ме прашуваш или ми кажуваш? Токму така. Ова прашање многумина си го поставуваат, но изгледа и експертите не може да најдат одговор за тоа зошто постои Македонското собрание. Откако се изгласа законот за јазици, станува појасно дека собранието е концепт кој веќе припаѓа на историјата и како таков треба да е од интерес единствено на историчарите. А на интернет просторот веќе се шират теории на заговор дека собранието постои само за да можат одредени политички елити да земаат патни трошоци. Така што немаме одговор зошто постои собранието. Ево вака, најискрено. А сега да видиме што точно се случуваше во собранието во средата изминатава недела. Ќе има ли журка, јака журка? Сигурно ќе биде. Па не знам зашто не. Здраво, јас сум вашиот резидент DJ Талат и ова ќе биде добра журка. Се надам на добра журка и у име на тоа ни донесов USB со 35.000 песни. Еве има и текст испринтано за караоке, ако сакате некој со нас да пее, пошто ние ги знаеме песни. Ви благодарам. Шоч, абе нема тоалет папир, да Илчо нека види со Талат. Такија, ај што нема тоалет, да него USB да ги пуштиш песни, нека го. Му го даде USB-то? Уживе Ники. Дај молим те пушти ги песни да пееме. Бегај се, ајде, немој. Илчо, дај молим те, не ме замарај се. И таки ви за тоалетов. Ајде. Како прво не може некој да пара од Resident DJ Toilet хартија. Како второ, што ќе пушти Resident DJ Toilet, тоа има да играте. Идемо дале, рака мандолина. Ајде маш пет. Тоалет нема. Која е оваа песна што ја пуштава? Не ми е познато? Таки што не е нашето USB? Чекај ја да видам сега, јас со тај одстави дугачиња сме, сега ќе му кажам. Тават, дај бе пушти она наша настави 9 години што светме. Ќе пуштам што сакам. Она има ти па нема ти? А, уитам, не ти текнува? Не ми текнува, не знам која е таа Никола. Дај, чекај, дај, тргни ово малку микрофонов ми смета. Абе, она што идеше не ти, абе, не ти текнува уитамот, абе, текстот не го знаеме на оваа, знаеш, џабе, не го знам текстот, што џабе кога не знаеш текст. Абе има да го научиш текст, бе, Никола. Многу добра песна ова, верувам, многу добра. Ајде, знаеш што ми ставио тадец со флување вода? Ајде, за да ти тргне джестова, а и ја нека. Ао, што бре, ако бе Никола, турај бе, ова е водоотпорна миксета бе, хеј. Ајде сега ќе дам ја дугата. Дојди бе, дојди, ајде. Биден си окрит бе, море. Тука бе, палума некој се наоѓа. Немат бе ни во клозети музиката, бенди свит. Мене секоја музика ми се свија. Ајде ќе дојам да ти помогнам да ја пуштим, има ти па нема ти, тука го знаеме овој диџеј пут околу време пуштав музика. Овдека, ова беше пеј. Никола, не се ме тргни се, не се бежи. Кај? Таја, кажи бе кај е овој пеј копчо, кај беше? Нема да ја пуштам. Забаве, овде беше. Не стискај, Никола, не стискај. И ова беше. Овде монти ме тукаш, кажи, ова беше пеј. Тргни се, Никола. Ја расипа. Дај, ујо за забава се. Ја расипа. Го расипа. Никола го расипа. Да бе, ја расипа сега. Толку нема журка, сите по дома.
Ајде дечки од техника ќе ги викнеме, може они ќе знаат како да ја попаат. Илчо, беше ли ти овец? Не сум бил сонче, сега ќе идам. Баш ќе се пуштам. Ајде овец изгледа туалет. Ајде туалет бе? Има, ајде ќе идем, ајде. Зашто го расипа да купиш нова? Не, ќе попаеме. А ќе го правиш? Значи ги викнав дечки од техника да ја попаат. Ќе попаеме таа. Ако го правиш добро, ако не... Значи, извини. Што извини бе, ти извини. Не ја пај са голема работа. Извини. Не, ти извини. Извини, те молам, тават, не си оди, тават. Ти извини. Тебе тргнете се, вати се бе, тават. Здраво, абе, туалет нема. Здраво. Здраво, абе, секна музика, некако, Шо бидно со песни? Шо им остави да се извинувам, бе? Тука на сила ми ја пушта лока мандолина негована, а нашите песни, 35.000 ги уипна. Море луѓе, овде ќе се караме за музика 21 веке. Не убое. Журката кој што знаете се расипа, ама не е то проблему. Ќе извајме и ова од карти. И така публиката плаќа 26 години. Грео се толку богат фолклор, странци дојде да ни пуштаат музика одека. Да, него туалет не уше не најде? Да. Дете, се ме фати со туалетната малце. Туалет? Не, алергичен сум ја. Не ти е срам, мршта му, ајде. Маница мри. И јас паметно знаев дека ова ќе се деси, не ми е прв пат. Затоа си ги собрав туалетните овде. Го веда. Не ми е прв пат. Види што го направи Шанко. Ќе бришам овде, леле, лом. Види книгите овдека, ова од Грчка мапите што одевме. Срамот. Чекај, вамо ќе си ги однесам. Ацо, сега откако го запазивме редот, може да го најавиш Ведермен? Може. Фала ти, Еци. А сега следува човекот, прогнозерот, нашиот другар, нашиот колега, нашето колаче, нашата коала, јаготката на шлагот, нашиот Ведермен. Умерено, облачно и нон-стоп е различно време кога гласаат со два прста закон за двојазичност. Тажно е што гледано код занад политиката никогаш не работела за нас и нема боле да е за вас. У ваков случај мора да се бара баланс. Повеќе срекни лица фалат во земјата каде што сите што сакаат прават. Епа, Ведермен, пис. Дојдовме до почетокот на вчерашни, местото од каде секоја недела дознавате последни. Целата епизода гледајте ја на YouTube уште вечерва. Елена, не знам дали примети, ама цела емисија имаше едно мало бубашвабиче на блузата. Тоа беше се за вчера. Добро утро. Добро утро и од мене.